Почитувани гледачи, добар ден. Повторно се враќаме во студиото на Еден ТВ, како што најавивме, гостин во овој блок е Биба Додева од Сдруженијето Борка. Со неа ќе разговараме на повеќе теми поврзани со ракот, кои што се однесуваат конкретно на ситуацијата во Република Македонија. Биба, добар ден. Добре дојде. Добре ден, Ајдов. Како сте? Одлично. Би почнале со една убава информација дека Сдруженијето Борка во конкуренција на повеќе од 100 здруженија во светот, ако не се лажам, од 50 земји, успеа да дојде до признанието шампион на земјата. Ова е прво вакво признание кое што го добива некоја организација во Република Македонија. Во Република Македонија, да, и ние сме навистина горди. Ова избор од Светската унија за меѓународна контрола на ракот на светско ниво, во една голема силна конкуренција. Пред се морам да споменам дека UICC како организација брои над 1000 членови и навистина бевме горди што можевме да аплицираме, нели, за еден таков статус, country champion, со тоа што прв пат и Сдружение од Македонија добива еден таков статус, меѓутоа прв пат и Македонија како земја добива можност да имаме соработка, да кажем, ние невладиниот сектор во однос на правење на програми, во однос на креирање на здравствени политики како партнери заедно со креирачите на здравствената политика, односно владата, министерствата, јавните институции и така натаму. На што се должи ова признание? Кои критериуми беа земени во обзир, како беше оценувањето? Значи имавме интервјуа со одговорните од UICC, од Женева, бевме прашувани, имаше интервјуа, имаше точно што е тоа што работи Борка, што е тоа капацитетите наши. Навистина сум среќна што они успеа ја препозна посветеноста на Борка, ја увидоа компетентноста на нашето здружение, капацитетот секако, дека ние можеме да истераме една таква кампања. Кампањата се вика Treatment for All, значи третман за сите. И се надевам дека ќе трае цела година, со тоа што како учесници Македонија и Сдруженијето Борка ќе се појават прв пат на светскиот конгрес за рак во октомври, крајот на октомври оваа година, токму да ги представат сите они активности што до тогаш ќе ги направиме. Одлично. Јас би сакала да ве прашам само во однос на тоа дека имаш информација дека се поголем е бројот на заболени од рак. Еве, како граѓаните да ги препознаат тие први симптоми на рак, како понатаму да постапат и дали, например, граѓаните во Македонија сите имаат еднаков пристап во однос на лекувањето? Немаат сите еднаков пристап во лекувањето. Ќе почнеме од последното прашање. Токму и тоа е она кое што ние се бориме и пристап и третман за сите е насловот на нашата кампања, која што заедно во светски рамки ја започнуваме со Унијата за меѓународна контрола на ракот. Што значи тоа во Македонија? Доколку имаш пари да платиш некои по-скапи лекови, иновативни, ќе можеш тоа да си го овозмезиш. За жал, ја знаеме состојбата на граѓаните во Република Македонија. Не може секој да си дозволи да купи од иновативните терапии кои што може да им го продолжат или да им го спасат животот. И затоа и правиме такви напори да биде свесна владата, односно оние кои што ги креираат овие политики. И ние сме среќни што сега овој пат имавме слух, наидовме на слух од страна на Министерството и на фондот. Тие направија една централизирана набавка со тоа што и ја зголемија квотата. Значи сега имаме една поголема, поширока лепеза од сите тие нови иновативни лекови кои што би требало да бидат, нели, и веќе се достапни од минатата година некои од нив, а и оваа година очекуваме повеќе да бидат достапни и за нашите граѓани, затоа што, нели, ако сакаме да идеме кон Европа, треба и македонските граѓани да имаат европско здравство. Пред да поминеме на следното прашање, само да напоменеме дека ги отвораме телефонските линии, гледачите може да се јават и да поразговараме, односно да постават прашање на тема расте бројот на заболени од рак. Македонија се уште нема регистар за истите. Кога сме кај регистарот? Тоа е болна тема за организациите кои што делуваат во овој сегмент, исто и за вас. Се уште не се знае колку болни од рак во Македонија има и не знам дали има статистика воопшто колку годишно умираат од рак.
Минатата година, односно 2015 година, заедно со Алијансата, со повеќе пациентски организации, кои што конкретно се бориме со ракот, и под водство на Борка, направивме една кампања која беше наречена Година на ракот. Тогаш имаше проценка, значи искочи дека од 2012 година Македонија има една црна статистика, односно во Европа бевме трети по морталитет од ракот, од сите видови на карцином. А додека во југоисточна Европа бевме на второ место. За жал тоа не смее да се дозволи. Потребен беше навистина голем ангажман за да тоа се надмине и се уште, значи не сме го надминале. Затоа што во оваа година, од минатата година, веќе е започната работа и работните да кажем групи кои што го работат овој регистар за рак, затоа што треба да почнеме од некаде, нели? Треба да знаеме каква ни е статистиката, да знаеме каде да ги лоцираме проблемите, дали се однесуваат тоа на раното диагностицирање, дали се однесуваат проблемите на луѓето кои што веќе се диагностицирани, а немаат достапност до терапии, во кој стадиум се диагностицирани, палијативната нега, значи тоа е еден сеопфатен, да кажам, една сеопфатна стратегија која што всушност е и клучната цел на целата оваа наша кампања, нашето министерство и владата да ја имплементираат една национална стратегија за ракот, која што ќе биде повеќе годишна, затоа што реално не може да се променат многу работи преку ноќ, и свесни сме и ние во Сдруженијето за тоа, меѓутоа мора од некаде да се почне и мора што побрзо да се почне. Македонските граѓани мора да имаат зголемена свест за навремени прегледи. Она што ме прашавте како да ги препознаат симптомите, зависи за кој вид на карцином станува збор. Во принцип, превенцијата не е возможна кај голем број на карциноми. Меѓутоа, може да се открие во ран стадиум. Тоа е, например, најчест рак кај жените е ракот на дојка. Нема превенција за ракот на дојка, значи можеме да внимаваме на исхраната, на стрес, на пушењето, на многу фактори, на рана менарха доцна менопауза, значи фактори кои што не можат да влиеш, има фактори кои што можеш да влиеш, меѓутоа она што е битно, затоа што во светски рамки тренд е да се зголемува бројот на новозаболени од рак. Меѓутоа, она кое што ние се стремиме во Македонија да го достигнеме е нашите граѓани да можат во ран стадиум да се диагностицираат, доколку се случи, нели малтене ова е веќе една епидемија, светска епидемија, и да имаат преживување успешно. Да се намали морталитетот, да се намали смртноста, затоа што секој заслужува да се бори за својот живот и да има можност да се лекува. А еве македонските граѓани, кога веќе спомнавте, каква е кај нас праксата? Дали можеби тие сепак на почетокот кога ќе почувствуваат некакви симптоми веднаш одат на лекар, подоцна сепак остават велат дека нема сега никаков проблем, можеби подоцна ќе одиме. Колку еве на годишно ниво треба да се прават тие лекарски прегледи? Мамографскиот преглед е предвиден и се препорачува да се прави на 2 години еднаш. Гинеколошкиот преглед, односно пап тестот, во зависност, значи тоа сепак, јас не сум стручно лице, тоа сепак ќе го знае најдобро матичниот гинеколог, односно докторот, радиологот кој што ќе ги гледа на еходојките, ќе направи преглед, да каже за колку време треба да се јавиме на преглед. Меѓутоа, јас лично можам да кажам дека еднаш годишно, 2 пати годишно обавезно, веќе во овие години сум каде што сметам дека и тука може да се превенира ракот на грлото на матката и токму заради тоа 2 пати во годината посетувам гинеколог за да ми каже дали има некаква промена, значи тоа се превентивни прегледи кои што ги правам. Еднаш на 2 години правам мамографија, а еднаш годишно правам ехо на дојките. Значи тоа е нешто кое што не знам, знаете како стравот го чува лозјето, кога многу информации одеднаш ќе дознаеш и ние тоа го правиме во Борка. Меѓутоа граѓаните тргнуваме некогаш и од себе. Не можеме секогаш да критикуваме, ама знаеш ти си се јавил подоцна.
Па, како да ви кажам, ние сме некако и навикнати тука и на балконот све да завршиме, особено жените. Некако почнува да се менува целиот менталитет, начинот на живење, особено кај жената, особено кај помладата популација, но се уште постои тој тренд, да кажем, кај повозрасната популација, дома да ни е чисто, да имаме гручек сготвено, да децата, да испратиш, да се, па некојаш турски серии или нешто ќе погледнеме, еве има убави серии на вашата телевизија, меѓутоа и на крај, ајде за себе, нели, да направиме некако си превентивен преглед. Потребна ли е во тој правец зајакната кампања? Секако. Тоа е она што ние го правиме, веќе со години, ја подигнуваме свесноста, правиме предавања, се трудиме да ги едуцираме граѓаните. Токму вчера имавме и годишно собрание на нашето здружение, каде што се фокусиравме оваа година сите предавања кои што ќе ги правиме, повеќе да ги посветиме и во руралните места. Затоа што еве минатата година имавме Розев караван, се иде во помалите градови, не сме централизирани само во Скопје, меѓутоа треба и до руралните заедници, до тие жени да стигнеме некако, за да се жени кои што не гледаат некојаш телевизија. Мислам, тргам од себе, некојаш не гледам телевизија, меѓутоа сепак треба секоја една жена да биде и маж и да бидат информирани токму за симптоматологијата, за тоа на што треба да обрнат внимание, за начините дали се тоа на исхрана, на здрав режим. Многу е лесно, нели, да кажеме, ама ете, стресот го предизвикува и добро сега како во наше денешно време да можеме да се справиме со стресот. Стресот е точно еден од причинителите, меѓутоа не е единствен. Не е единствен. Има и други причини кои што се исто така кои што влијаат. Соработката со Министерството за здравство. Како тече? Имате добра соработка? Да. Наоѓате на отворени врати таму. Тебе во текот на вчерашниот ден беше и одбележан и денот на борба против ракот. Таму беше присутен и министерот Венко Филипче. Најави дека ќе се земат 8 нови мамографи за откривање на рак на дојка и 40 нови цитостатици, ако не се лажам, нешто има така беше споменато. Има 20 нови на клиниката за хематологија и уште 20 на клиниката за онкологија. Не знам дали е точно бројот 20, ама мислам дека е зголемена доста. Бројот на нови цитостатици, на нова цитостатска терапија, која што кажав, допред некое време немавме при достапност до овие терапии, односно ако имаш пари ќе си купиш, ако не. Ако има секој месец да одвои по 7-8-10.000, па некој се дури 80.000, еве сега збориме со една млада наша членка, 80.000 евра кошта месечно незиниот третман. Евра или денари? Евра збориме, евра. Тоа е страшна сума, огромни бројки. Не може секој во денешно време не може секој да си ги, тие лекарства некогаш, значи тие терапии значат спасување на животот, продолжување на живот. Каква е нашата соработка? Од самиот почеток морам да признаам на формирањето на нашето здружение, па се до ден денес ние соработуваме со сите влади, со сите министри и дури на шала некогаш на смеја можам да кажам, јас колку министри сум сменила. Она што сакав да го потенцираме дека е навистина многу битно ние да работиме заедно. Многу е важно да го знаат владите, владата да го знае, министерствата, сите оние кои што се од таа страна, дека ние сме гласале за да ги ние сме избрани, они се избрани од страна на народот и треба да работат за народот. Тоа е добро што во нашата улога како здружение ние се бавиме со една малку специфична тема. Тоа е ракот. Ракот не бира политичка партија, не бира вера, не бира години, не бира сексуална определеност, не бира ништо. Значи нема јас ова е нели мој или нема ексклузивитет. Може секој за жал да заболи од рак. Токму заради тоа, ние сме среќни што сме имали и до сега успешни соработки, меѓутоа сега имаме и веќе некаква акција, да кажеме, ете од страна исто така на ова министерство, кај што веќе почнуваат да се гледат некои резултати. Очекувавме реално малку побрзо тоа да иде, меѓутоа пак ќе кажам, ние сме спремни како здружение, нели, и знае тоа и министерството и другите институции со кои што соработуваме, дека сме спремни да помогнеме со целиот наш капацитет, дали е тоа за подигање на јавната свест, организирање на вакви едукативни трибини,
психолошка помош и поддршка на граѓаните кои што поминуваат и се соочуваат со оваа болест и задоволни сме. Навистина сме задоволни. Еве сега од јануари, она што беше најавено на пример на нашата конференција крајот на октомври, токму по повод националната конференција по повод ракот на дојка, месецот за борба против рак на дојка, градникот е веќе натовар на фондот. Тоа е ортопедско помагало кое што го носат жените с кои што имаат целосна мастектомија на една или двете дојки, затоа што ортопедското помагало, односно силиконската дојка беше веќе натовар на фондот, меѓутоа нели треба да има каде да се стави, каде да се носи таа. Жените го купуваа од свој джеб, воопшто не се ефтини, значи тие помагала зависи од 1000-1200 па денари па нагоре, значи зависи. Меѓутоа сега некоја минимална сума веќе е одредена 1200 денари, 1250 денари, кои што ќе ги покрива фондот за здравство, доколку жената сака да си дополни нешто, значи основниот пакет да го добие, основното парче кое што реално би можело нели некако да користи, доколку сака да доплати, има можност да доплати, нели. Сега малку е тука некако се жалат жените дека е малку процесот покомплициран, меѓутоа административно, да, треба они првин да го купат тоа прслуче, па после тоа да отидат да се рефундираат средствата, меѓутоа како да ви кажам, нели секогаш новите работи ни се некако комплицирани. Битно е дека сега во овој момент имаат можност за тоа. Сега се работи и за добивање она што ние го исто така го лобиравме веќе долги години, периката да биде достапна. Ние до сега имаме дадено над 900 перики на жени низ целата република. Меѓутоа ние сме невладин сектор, ние сме здружение кое што знаете, дали е тоа Напред Розово, претежно е тоа е еден голем ивент кој што ние собираме средства и ги фокусираме во психосоцијална помош и поддршка. Имаме донатори кои што некогаш ни помагаат за целата функција и дел од средствата ние како здружение, значи целиот тим има со собранието, значи имаме решено да дел од средствата се фокусираат токму и на овие работи и купуваме перики и им ги даваме бесплатно на жените да ги носат. Некогаш тие ги враќаат и тие перики се дезинфицирани, повторно може да се користи, да. Или имаме случаи, дури можам, навистина сум среќна да кажам дека се повеќе и повеќе граѓани се осмелуваат и ни помагаат. Имаме на пример донации, они ќе ни купат и ни донесат перики, знаат дека се во вистинско место. Дури еве и денеска имавме, ни донесоа перика која што е од природна коса, која што воопшто не е ни носена и веднаш имавме за жал, меѓутоа се работи за 21 годишна девојка, млада, која што сега и имаше можност, нели, таква перика да добие. Периката исто, минимално околу 5-6 денари, не секое семејство може веднаш да си ја приушти, заради тоа, значи, не се работи само на подигнување на јавната свест. Не се работи само на лекувањето, на раната диагноза или превенцијата, туку се работи и на квалитетот на живот на овие пациенти. Треба многу повеќе да работиме, затоа што ракот нив не ги дефинира како личности. Постои ментално, емоционално здравје, кое што, верувајте, не е воопшто лесно да ја добиеш диагнозата. Никој не бира да биде болен од рак. И токму заради тоа треба да сме свесни дека ова е болест која што нема ексклузивитет. И треба да биде достапно и треба да им помагаме на сите. Да. Елена, имаш дополнителни прашања? Јас можам ака да се изборам. Па за сега. Околу здруженијето еве, колку членови брои? И дали се води статистика колку луѓе во последниве години си имаат обратено до вас за помош? И најчесто каква помош? Еве спомена за перики, за градници, така натаму. Што друго бараат луѓето и дали успевате на сите да им излезете во пресред или пак остануваат некои чии што барања не можат на крајот да бидат задоволени? Секако, затоа што ние сме пред се, морам да потенцирам, невладено здружение. Ние не сме орган кој што одлучува и немаме одлучувачко дејство. Така и немаме, ние можеме да влијаеме и да бидеме партнери во креирањето на здравствените политики, меѓутоа немаме
одлучувачка моќ за тоа. И не можеме секогаш нели да излеземе во пресрет на граѓаните, особено што нели има и побарување на пример финансиски средства. Ние не сме фондација да даваме финансиски средства. Нели здруженијата имаат малку по друг начин според нашиот закон. Инаку бројката е навистина голема. Имаме над 6000 сигурно имаме и следбеници и поддржувачи и тие се како членови на борка, оние кои што се со право на глас се членови кои што ни се активни, тоа се нашите координатори и кои што заедно ја креираме, да кажам, програмата, кои што учествуваат активно во сите оние наши проекти, кампањи и ни помагаат истите да се реализираат, меѓутоа секој оној кој што ќе ни се обрати ги добива истите бенефиции како да е наш член. Секако дека не случајно они ќе се обратат до борка. Имаме голем број најавување, ја имаме првата и единствена SOS телефонска линија на национално ниво, која што работи од 9 часот до 9 часот навечер, секој ден во неделата и сабота и недела. Може да се јават сите граѓани кои што имаат некаква потреба, некакво прашање. Еве ќе ја кажам линијата, тоа е 075 22 8899. Може секој кој што навистина сака да поразговара, на таа линија работи и психолог, кој што е стручен, кој што веќе има искуство со пациентите заболени од рак и нивните семејства. Имаме еднаш во неделата група за психосоцијална помош и поддршка, која што исто така ја води стручно лице, семеен терапевт. Имаме еднаш во неделата ја посетуваме детската клиника, односно со психотерапевтот работи со родителите на дечињата кои што се заболени од карцином на детската клиника. Секој ден од септември оваа година имаме учителки кои што и сакам јавно да им се заблагодарам. Секој ден се присутни со дечињата и работат со нив со цел, затоа што голем број на дечиња кои што се лекуваат на детската клиника, знаете, остануваат по неколку месеци, не дека им е дојдено до школувањето, меѓутоа ние веруваме дека овој период од животот ќе помине и они ќе продолжат со школувањето. И дека треба да знаат дека они, нели, и нешто друго се, не се само болни. И имаат можност, беам навистина многу среќни и се повеќе и повеќе, значи секој ден работат со учителките, со дечињата кои што се лекуваат на детската клиника. Секој ден имаме психолог достапен во нашето здружение, имаме волонтери кои што се веќе оперирани од некаков вид на карциноми, кои што работат секојдневно со пациентите. Ни доаѓаат голем број на граѓани за жал, повторно ќе кажам, дај Боже да не треба да ја имаме, нели, оваа работа, дај Боже да еве само со музика се бавам, меѓутоа мора некогаш и ни е дадено да можеме така да сакаме навистина да помогнеме на другите. Организираме доста, еднаш во месецот, сигурно до 2 пати месечно организираме трибини во нашиот центар, некакви обуки, дали е тоа за здраве исхрана, биле доста од нашите целети нутриционисти. Еднаш во месецот имаме некаква средба со доктор, во зависност сега овој месец е планирано со доктори од хематологија и со така доктори од онкологија, во зависност кој вид на карцином. Значи, навистина имаме секојдневно многу активности. Бива, и тоа е. Голема е темата, заслужува многу повеќе простор. Меѓутоа нас времето не гази. Зар поминаа 20 на минути? Па и повеќе. И повеќе, Да. Се надевам дека во следниот период ќе имаме повторно можност да разговараме на истата тема, со тоа што ќе донесеме заклучок дека има многу поголеми подобрувања во однос на оваа тема. Она што е битно, постои навистина волја. Без волја не можеме ништо да направиме. Додека постои волја, ние треба да ја искористиме. Да. Ова отвореност на институциите и на владата и навистина да направиме реални, вистински, согледливи, да кажам, ефекти и разлики и промени, се со цел квалитетен живот на пациентите кои што тоа го поминуваат. Така е, благодарам ви уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, останете со програмата на 1 ТВ по кратка пауза. Повторно се враќаме во студиото со колегата Дејан Андоновиќ, со кого што ќе ги анализираме последните и најактуелни случувања односно вестите од светот.